Најпрво да одговориме на прашањето зошто ние православните ги почитуваме светителите. Зборот светител многу луѓе го сваќаат како високо морален човек. Во светот овие поими често се користат како синоними. Човек кој несебично е предаден на своето дело се нарекува свет. Добриот и милостивиот се нарекуваат свет. Меѓутоа, моралната страна на личноста е само еден од условите за светост. А самата светост означува нешто многу повеќе. Блискост на човекот со Бога, соединување на Божјата благодат со човековата душа, осветлување на целото негово битие со вечната, негнилежна, божествена светлина. Светителот е неракотворен храм во кој Бог невидливо престојува со присуство и со пројавување на своите сили. Затоа, прославувајќи го светителот, ние пред се го прославуваме Бог кој го избрал него, го осветил и таинствено живее во него. Ние не му ја земаме славата на Бог Отецот кој ги прославуваме децата кој он ги воспитал. Ние не го понижуваме војсководецот, прославувајќи ги војниците, затоа што нивната победа е и негова победа. Ние му се поклонуваме на светителот пред се како храм во кој престојува Бог. Истовремено, спасението е синергизам на двете воли, соработка на човековата волја со божествената волја. Божествената која го буди човекот за духовен живот и му дава сили да се бори со гревот, и човечката волја која ја прима благодатта и се покорува. Затоа, прославувајќи го Бога, ние го прославуваме подвигот на животот на светителот, човек сличен на нас кој за разлика од нас има огнена одлучност, подобро да умре отколку да се предаде во власт на гревот. Ние прославуваме човек по природа сличен на нас, но преобразен со Божјата благодат. Човек кого Божјата благодат го вознела на ангелска височина. Прославувањето на светителот пред се состои во молитвено литургиско почитување, а потоа во сеќавање на неговиот живот, кој за нас представува поука како пример за исполнување на Евангелието, за да го подражаваме толку колку што можеме. Ние го прославуваме светителот како што прославуваме победник, затоа што светоста е венец за тешката борба со демонските сили, со паганските обичаи и со предрасудите на светот, кои го запираат човекот како мрежа која гладиаторот ја фрлил врз својот противник и со самиот себе, со страстите кои се бунат против духот. Светоста е ускладеност на човекот со неговата најголема задача. Зборот црква означува собрание и ова собрание или единство најпотполно се остварува во литургискиот живот. Молитвата кон светителите е вера во единството на земната и небесната црква, во реалното присуство на небесната црква во свештениот простор на храмот и на светата литургија. Прославувањето на светителите е вера во бесмртноста на душата, исто така, која општи со оние кои живеат на земјата. Господ рекол: Јас сум Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Јаковов. Бог не Бог на мртвите, туку Бог на живите. Молитвата, тоа се зраци на духовна љубов. Апостолот Павле рекол дека во идниот век ќе исчезнат верата и надежта, а ќе остане љубовта. Верата ќе исчезне, бидејќи ние со своји очи ќе го видиме она во што веруваме. Надеж нема да има повеќе, бидејќи ќе се исполни она што сме го очекувале. А љубовта ќе остане, и не само што ќе остане, туку во вечниот живот ќе биде слична на пламен кој гори. Вечниот живот е вечно приближување на Бога. Способноста на сакање има своји димензии и љубовта станува се подлабока и поинтензивна. Љубовта е содржина на идниот живот, затоа ние им се обраќаме на светителите со молитва. Молитвата, како и љубовта, е слободен чин на човековата душа. Молитвата е еден од условите на општење на земните со небесните. Љубовта е делотворна, светителите ни посакуваат добро, можеби повеќе добро отколку што ние самите си посакуваме себе си.
но тие не се мешаат насилно во нашиот живот. Самото добро е неспојиво со насилството и поради тоа светителите чекаат ние да им се обратиме, и овој диалог се остварува во молитвата, особено во молитвата во храмот. Од Светото писмо знаеме дека светиите имале посебни дарови на Светиот Дух, исцелувале болни, избавувале од смрт, изгонувале демони, претскажувале иднина, гледале надалечина, знаеле мисли и така натаму. Бог е дух, секаде присутен, надвор од времето и од просторот. Светиите не гледаат и не слушаат во Светиот Дух. Некои припадници на сектите тврдат дека душата по смртта до страшниот суд се наоѓа во состојба на сон, дека е несвесна, меѓутоа сонот е состојба на телото, а не на душата. Нервниот систем е погранична зона помеѓу душата и телото, но тој структурно му припаѓа на физичкиот свет. Во сонот се извршува обновување и исчистување на нервниот систем, обработка на информациите што ги добил човекот. Но душата за тоа време не спие. Состојбата на сон е нејзина дејност при смалени телесни импулси и активизација на подсвеста. Кога душата на умрениот би тонела во состојба на несвестица и заборав, љубовта не би можела да остане во душата по смртта. Љубовта е динамична и активна. Припадниците на сектите не се согласуваат со нас православните, велејќи дека во Старозаветната црква нема празници во чест на светителите, нема химни и молитви на црквата во чест на светителите. Во Старозаветното време душите на праведниците се симнувале во адот, очекувајќи го своето искупување. Пред распнувањето и воскресението на Христос Спасителот, меѓу земјата и небото зјаела непремостлива бездна. Затоа и на светителите им било потребно искупување и спасение. Тие се наоѓале во привремена власт на демонот и на адот. Човековиот род најпрво требало да биде искупен и земјата да биде соединета со небото. Дури тогаш човечката природа која ја представуваше воскреснатиот и вознесен на небото Спасител, заедно со праведниците кои он ги спаси, станала достојна за прославување и за вечен живот. Да се слави оној кој се наоѓа во адот и да се молат оние кои се уште се оддалечени од Бога, би било прерано и поради тоа бесмислено. А љубовта ги шири границите на човековиот живот. Постои изрека: живее оној кој сака и живее толку колку што знае да сака. Во сферата на општењето на христијанинот не влегува само ограничен круг на луѓе со кои тој се сретнувал, со кој бил поврзан во овој живот, туку и огромно поле на целата свештена историја на човековиот род, чии најголеми светила се светителите. Тие со својот дух или со волјата престојуваат во црквата. Ние општиме со светителите преку молитвата. Тоа е мистична, таинствена врска. А постои уште и онтолошка, битиина врска. И тие и ние сме вклучени во единственото духовно тело на црквата, во Христовото тело. Ние имаме еден застапник пред Бога, Христос, во смисла дека Голготската жртва е единствен пат по кој човекот може да дојде до Небесниот Отец. Крвта на Авел, која неговиот брат ја пролеал, воскликнувала кон небото за одмазда. Крвта Христова пак е спасително застапништво за нас и таа го моли Бога за прошка. Што се однесува до застапништвото на светителите, тие се наши somолитвеници и постари браќа. Тие молитвено се застапуваат за нас пред Бога, за Бог, заради љубовта кон нив, да ни ги даде оние богатства со кои ги обдарил нив и да не направи достојни за таквите богатства. Нивната молитва е исто така жртва, но ако Господ на крстот не искупил со себе, светителите се молат Господ да не обдари како и нив, да не услиша како што ги услишал и нив, односно себе си како објект на божествената љубов, тие се заменуваат со нас.
Љубовта сака страдањата на другите да ги преземе врз себе, а својата радост пак да ја сподели со другите. Христос невидливо престојува во црквата, значи и светителите се во црквата со Христос. Паганскиот Рим, кој го подигнал пантеонот како свој духовен акропол, ги испраќал христијанските светители да ги изедат гладните лавови и да изгорат во пламенот на клада. А сега протестантите ги споредуваат со пантеон христијанските маченици кои го дале животот за Христа. Раскинувајќи ја врската меѓу земната и небесната црква, отврлајќи ги молитвите на светителите, протестантите логично морале да ги отфрлат молитвите на христијаните за умрените. Според мислењето на протестантите, црквата не била во состојба да им помогне на оние кои ја преминале границата на земното постоење. Таму ги приказна. Таму човек се наоѓа во некој вакуум, во изолација. Апостолот Павле пак вели дека љубовта трае за секогаш. Припадниците на сектите ги лишуваат мртвите од љубов, препуштајќи ги сами на себе. Оваа рамнодушност или безпомошност, која се претвора во суровост кон мртвите, е неспојива со потребата на човековиот дух да им помага не само на оние кои живеат на земјата, туку и на оние кои заминале во другиот невидлив свет. За протестантите адот е пекол каде што нема надеж, каде што не продираат зраците на љубовта и на молитвата. Во старозаветната црква постоело почитување на ангелите. Изобразба на херувими стоела во олтарот на Ерусалимскиот храм. Господ рекол никој да не понижи во своето срце дури ниту дете, бидејќи неговиот ангел чувар го гледа лицето на небесниот Отец. Ако малото дете е достојно за почит поради неговиот ангел, какво почитување бара достоинството на самиот ангел? А светителот, според зборовите на псалмопеачот, е малку помал од ангелите. Ангелот веќе е утврден во добро и во благодат, а светителот до крајот на земниот живот се наоѓа во огнот на духовната борба. Господ им дал на луѓето, на народите и на земјите ангели чувари. Библијата зборува за тоа дека ангелите учествуваат во свештената историја на светот. Ангелите се духови кои престојуваат во благодатта на божествената љубов. Ангелите немаат обврска да им помагаат на луѓето, туку тоа е нивна духовна потреба и нивна желба. Тие ги сакаат луѓето како образ Божи, тие ги сакаат луѓето бидејќи за човечката душа на распетие се предал Синот Божи. Тие ги сакаат бидејќи љубовта сака да го прошири доброто, бидејќи љубовта е слична на вино кое се прелива преку работ на чашата. Светиите се толку колку според мерката на своите сили го подражавале Христос. Христовото дело е спасение на човековиот род, затоа светителите треба да го продолжат Христовото дело да поаѓаат во спасување на луѓето и на секој човек. Тие се носители на добро, но изразувајќи се со современиот јазик, тие не се интервенти на доброто. Нивната љубов е деликатна. Тие невидливо ни помагаат и чекаат додека ние не ги повикаме. Секој човек во своето срце чувствува светли и мрачни импулси кои доаѓаат од двата света како бранови. Ако го сврти своето срце кон светот на светлината, кон душите кои по Божјата благодат станале христоподобни и богоподобни, кон ангелите и светителите, тој нема да се чувствува осамен и напуштен пред силите на злото, туку во духовното семејство каде што неговите браќа ќе му придат на помош, ќе го заштитат и нема да го остават во рацете на ѓаволот, измамникот и човекоубиецот. Светителите може да се споредат со искусни војници кои целиот свој живот го поминале во духовна борба, кои ја знаат силата и лукавоста на пеколните духови, ја знаат нашата немоќ, сострадуваат со нас и се подготвени да дојдат на помош на оние кои ги повикуваат нивните свети имиња. Протестантите ја претвориле светата земна црква во чисто земска заедница, нарушувајќи ја таинствената, мистичната врска меѓу земјата и небото.